Деновиве во јавната здравствена установа Општа болница Борка Левски Прилеп во ортопедското одделение беше извршена една успешна операција, нешто што можеби во светот се применува долго време, но кај нас е еве почеток на она што представуваше еден оперативен зафат и несомнено тоа беше повод вака со гордост и со голем пиетет да го поканиме началникот и човекот кој што изврши таа операција на ортопедското одделение при јавната здравствена установа Општа болница Борка Левски Прилеп, доктор Кире Јоновски. Добар ден, добре ни дојдовте во нашето студио и честитки за операцијата. А вие ќе ни раскажете точно за што станува збор. Благодарам за поканата, благодарам за честитките. Значи во Прилепската болница после подолго време направивме операција, имплантација на ендопротеза на колено, во народот позната како вештачко колено. Првата операција беше направена 2014 година. Меѓутоа, после тоа не влезе во стандардна процедура. Сега се надеваме туку со сигурност можам да кажам дека вештачкото колено во Прилепската болница ќе биде стандардна процедура и пациентите од Прилеп, Прилепскиот регион, нема да мора да патуваат во другите градови за оваа интервенција, тоа ќе биде изведувана во нашата болница. Колку време е потребно, докторе, за една ваква операција? И колку време е потребно за да може пациентот да се рехабилитира? За оваа операција подготовките од докторот или од болницата беа подолго време, можам да кажам неколку години се подготвувавме. Претходно јас бев на едукација, додека за пациентот се јавуваат пациентите со болки во коленото, со проблеми и пациентот претходно оди на анестезиолошка подготовка. Операцијата се изведува наредниот ден од кога пациентот е примен во болницата. Операцијата трае некаде околу час до 2. Следниот ден пациентот веќе се активира, се мобилизира, станува на нозе, почнува движењето. Секој ден нареден, движењата се поголеми, болките се намалуваат. Пациентот се испушта од болницата околу 5 до 7 ден. После тоа пациентот му се даваат совети за вежби во домашни услови. Конците се вадат 14-тиот ден од операција. После на тоа пациентот му се препорачува физико-бански третман во некои од бањите во нашава држава. Спомнавте едукација. Ова ли е некој нов метод, бидејќи и порано се правеле замена на коленото со вештачко колено, како што рековте и вие? Колку е важно сето тоа и колку она што е како едукација, која што сте го стекнале, е применливо и протезите се по некоја нова методологија? Значи, за едукација за оваа метода, јас бев во неколку држави. Сум бил во Финска, во Турција, во Германија, во соседните држави Србија и во Бугарија. Исто така, последна што бев во градската општа болница 8 септември за едукација за овој тип на протези. Има неколку производители што се за протезите и секој инструментариум, секој систем е различен. И затоа треба и инструментарката, сестрата инструментарка да биде запознаена со инструментариумот. И тоа е, да речеме, најкомплицираниот дел. Има многу финеси, многу инструменти, многу ситници кои треба да
да бидат претходно да се може да се делува. Каква е оваа болест? Односно, што значи, зошто е потребно да се изврши замена на коленото, односно да се стави протеза на колено? Да, значи, болките во зглобовите се познати уште од најстари времиња и се опишувани уште во книгите од Хипократ. Почетните лекувања биле со ортози, за да нема движење во зглобот и со тоа се намалува болката. Меѓутоа, почетно, во минатиот век, некаде после 1940 година, почнати се експерименти за вештачки вградувања на протези или импланти, за колку се почнати за колку почетокот е некаде околу 1950 година, со првите протези, во почетокот секако неуспешни, па се пробувало со различни други материјали, па со... За да после 1970 година операциите на колк да станат како успешни. За колено почнати се операции за колк, вградување на ендопротези или некои импланти, некако овие денешни, некаде по 1960 година. Во Македонија првите почетоци за протези на колено си после 1990 година. И мислам дека после 2000 година некаде и во Скопје и во Охрид е како стандардна процедура. Сигурно пациентите ќе ги интересира и оние кои што имаат проблем со колената, особено оние кои што имаат многу болки и треба да се направи замена. Какви се материјали се користат, бидејќи од неформалниот разговор разбравме дека досега се користеле различни материјали, кои од нив во моментов се најсовремени, најмодерни, кои што нема да предизвикаат и дали се користат такви при оваа операција? Да, значи во нашава болница ги користиме најсовремените материјали. Тие што ги користат во скопските болници, државните и приватните. Значи работиме со истите материјали, со истиот инструментариум. Значи фирмата што е во Прилепската болница го носи инструментариумот и протезите и потоа ги враќаат во Скопје, во тие болници. Дали и во приватните и во државните. Значи ли тоа дека е долг векот на тие импланти кои што ги вградувате и на каков начин треба да се одржува понатаму телото или тој дел коленото кај човекот пациент кој што му се вградило ново вештачко колено? Почетоците, како што кажав, за вештачките колена се некаде после 1990 година. И од тогаш па наваму, значи, има поминато, речеме, околу 30 години. Секако дека има компликации, производителот дава некоја гаранција од 10 до 15 години и во зависност од конституцијата на пациентот, во зависност од тежината, може да векот на имплантот да биде подолг. Кај некои се јавуваат компликации, меѓутоа се прават ревизиони операции. Во светот сега има операции на колено со асистирана роботска хирургија, со внесување на вештачката интелигенција. Па се надеваме дека тоа ќе дојде кај нас. Треба да направиме пауза малку? Да? Ајде, само малку еден тон, па продолжуваме со разговорот. Докторе, да се вратиме на Прилепската болница. Каква е оваа операција? Дали се наплаќа и колку во текот на годината може сега да се направат замена на колено? Така, протеза на колено. Да, значи цената за овие колена е според партиципацијата која ќе одредува Фондот за здравство. Максималната партиципација е 6000 денари. Пациентите
пациентките со пониска пензија не плаќаат ништо. Значи, како за сите, така како за сите според DRG системот на плаќање, така и за овие пациенти. Значи, во неформалниот разговор јас ќе спомнам, рековте дека бројка некоја на замена на колкови. Сега колку можеме да колку операции може да се направат од овој тип во текот на наредната година, бидејќи ова е веќе година која што изминува, и колку еве Клепската болница може да направи замена на колкови, бидејќи го работите? Дали веќе има листа на чекање? Замена на колкови, исто така почетокот почнавме со помала бројка, сега имаме околу 30 вградување на вештачки колкови во текот на годината на безцементни протези, не за скршеници, заедно со скршениците имаме околу некаде бројка околу 100 пациенти. А за колената почетната бројка сега ни е проектирана за беше да речеме за овие 6 месеци некаде околу 5 колена. Сега за следнава година се надеваме да биде ќе се зголеми. Да се зголеми, да речеме, да стасаме до 10 пациенти. Мислам дека ќе биде успех. Реално, значи може до толку и операционо и ангажман на лекари и така натаму. Па, ќе се трудиме да имаме поголема бројка. Проблеми имаме со недостиг на анестезиолози, со недостиг на сестри. Моментално имаме недостиг на ортопеди, меѓутоа имаме млади специјализанти, така да во скоро еднина ќе бидеме доста екипирани. Имаме 5 специјализанти по ортопедија моментално. Сме и 3 специјалисти, тоа е мала бројка на специјалисти. Сега кога спомнавте, рековте дека жените пензионерки кои со мали пензии бесплатно. Мажите? Да, мажите, значи кој е подложен на овој оперативен зафат? Ги спомнавте жените, бидејќи претпоставувам дека бројот на жени е поголем. Гонартрозата најчесто се јавува, значи повеќе се јавува кај жените, со однесот е некаде 3:1, поради нивната конституција, поради начинот на живот, хормони и гени, че кај жените почесто се јавува гонартрозата за разлика од кај мажите, додека коксартрозата или заболувањето на колкот, процентот е некаде ист, мажи и жени. Дали рековте, спомнавте и генетска можност за заболување на колената од тој тип, а исто така јас ви прашала, има ли можност превентивно да се делува за да се спречат тие остеропорози? Гонартрозата, значи, е болест која во почетокот се јавува со почетни болки, со некаде после 40-та година најчесто се јавува. Почнува со почетни болки. Причината може да биде, како што кажавме, генетска природа, конституционална природа. Исто така може да станува поради трауми, микротрауми, повреда на коленото, начинот на живот, начинот на работа, долго седење или долго стоење во исто место, и настанува оштетување на раскавицата, почетна хондромалација. Лекувањето во почетокот е конзервативен третман, значи, со аналгетска терапија, со физикална терапија, предлагаме смена на начинот на живот, на начинот на физички активности, доколку може во текот да се смени работната позиција. Од лекарствата се даваат хондропротектори, како што се хондроитин сулфат или колагени. Друг начин е со интраартикуларна апликација во коленото на хиалуронска киселина, која го искранува коленото, раскавицата, ја подобрува подвижноста, ја намалува болката. Исто така во нашата болница го користиме
метода, имаме околу 60 до 70 пациенти годишно со апликација на плазма збогатени тромбоцити, PRP метода, исто така доста позната во светот и пациентите се доста задоволни, имаме доста голем успех со таа метода. Во што се состои таа метода? Значи таа метода се состои со пациентот се зема од сопствената крв, се центрифугира и се одделуваат само плазмата збогатена со тромбоцити. Тоа се потентни клетки кои се враќаат во коленото и ја зголемуваат, го подобруваат движењето и исхраната на рскавицата, затоа што рскавицата нема крвни садови кои Затоа се користи плазма. Затоа ја ставаме плазмата и можам да кажам дека од тие 60-70 пациенти што ги имаме во годината, значи 95% имаат подобрување. Од кога се користи оваа метода, бидејќи и за нас еве како новинари е непозната? Значи PRP методата ја користиме околу во Прилепската болница се користи околу 10 години, а ова зголемена бројка се користи во последниве 5 години. Докторе, јас ви бе прашала и како началник сега на одделението за ортопедија, ви прашала што добиваат пациентите или болните од заболување на зглобот од овој тип и кои бенефити, кои можности ги добиваат, бидејќи верувам дека станува збори за материјална придобивка, бидејќи нема да патуваат во другите соседни градови. Што добиваат луѓето кои што ќе можат да се оперираат на ваков начин во градската болница во Ортопедски прилеп? Значи најдобро е значи некој да се лекува во својот град. Тоа мене ми е целта за многу методи нови што користиме за пациентите да не патуваат во другите градови. Затоа што секој едно одење во Скопје и во Охрид и малтретирање трошок е за прилепчани. И затоа би сакале што повеќе методи, што повеќе новини од другите области да се уведуваат во болница. Колку може болницава да помогне моментално, не знаеме. Инаку да се воведи нова метода во Прилепската болница, како мала болница, е во секој случај еден комплициран и тежок процес. Точно е дека е голем успех. За разлика од големите болници, приватниве болници во Скопје или клиничките болници, клиниките, каде е многу полесно да се воведи нова метода. Имате доста колеги, имате доста поддршка и од Министерството за здравство. И кадровски и финансиски. И кадровски и финансиски. Така. Овде се бориме и кадровски и финансиски. Овде се бориме и кадровски и финансовски, се бориме и со раководството, и со сите можности, меѓутоа не смееме да се откажеме. Сигурно, сега во интерес на пациентите, сега во интерес на граѓаните. Јас само ќе запрашам во однос на финансискиот дел кога спомнавте, дали ова може да се направи, значи замена на коленото со вештачко колено и приватно некој да сака да си плати и да може тоа да се направи кај нас и вие тоа да го направите. Колку е тоа изводливо и колку кошта? Приватно во Прилепската болница може да се направи само за странски пациенти и за пациенти кои немаат осигурување, инаку за останатите е само со партиципација и со материјалите кои ги имаме во добивано на тендер. Ако сака пациентот да има одреден број одреден тип друг тип на протеза што не ни е добиен на тендер, тоа не го дозволува законот во Македонија и во другите болници исто. Значи не е во можност тоа да се направи. Во приватните болници е дозволиво. Е дозволиво, значи пациентот може да си одбери
или во зависност од доктор да се договори кој тип на имплант го сака и тој да се стави. Меѓутоа, материјалите што ги користиме ние се квалитетни. Нема потреба да има сомнеш дека не се квалитетни. Истите се што се користат и во приватните и во државните болници во Скопје, така да секако дека има од убаво, меѓутоа мислам дека овие се стандардни импланти. Но постои можност и приватно, доколку некој сака, бидејќи еве се случува некој да нема и здравствено осигурување, странски државјанин, еве често не се работи за ортопедија, се работи за стоматологија, но од Грција патуваат во Битола и во Прилеп за протези и така натаму. Значи, изводливо и приватно да може некој да се направи операција. Па може, види да можело, меѓутоа ние сме мала болница и би било добро да се грижиме за прилепските пациенти. И тоа е на место. Во секој случај ви благодариме за разговорот. Ова повеќе ви и го третираме информативно, сакаме да ги информираме граѓаните за сето она што се случува во болницата, да пофалиме и да ја покажеме и нашата стручност и нашите можности кои што ги има болницата. Ви благодарам што ни бевте гости на радио што се гледа. Така и разговорот беше се трудев што понародски да не бидат со медицински термини, да не разбере публиката. Така, ги поздравувам и колегите, се надевам дека и другите ќе почнат и ќе продолжат за успех за нашите граѓани. И уште едно прашање, да очекуваме нареднава година некоја нова метода да примените? Па да, сме во подготовки, значи како што кажав, меѓутоа тоа ни треба да речеме подолг период. Меѓутоа нема да застанеме на само новие. Сме во планови за други методи и ќе имаш со што да се похвалиме повторно. Да. Благодарам.